Состојбата не е баш розова, значи ние цел ден сме со нашите екипи на терен во погодените региони, претежно во Стајковци, Синџелич. Преку ден вршевме дислокација на лешеви на угинат добиток. Во населените места пред се работеше за ситен добиток, како овци, кози, кокошки, веќе тие се дислоцирани во одредени штали и одредени улици. Во моментов работиме на дислокација на 11 говеда и телиња кои што се угинати во една одледувалиште, ги излекуваме од шталата, сепак шталата е на многу лоша локација, се уште е поплавена и работиме на нивно излекување и дислокација на соодветно место. Денеска сме насочени кон тргнување на сите можни лешеви како потенцијални извори на зарази, со цел да го елиминираме тој ризик. Сигурно ќе бидеме присутни и наредните денови со нашите инспектори и со ветеринарните станици кои што работат на теренот, со цел на како ќе се повлекува водата. Сигурни сме и убедени сме дека ќе има нови лешеви каде што се врши евиденција нивна комплетно со во делот на податоци, собствеништво, сите тие работи и соодветно дислокација на истите. Дали ќе се направи дополнителна контрола на добитокот кој што беше затечен од поплавите? Да, апсолутно, значи ние и денеска сме присутни со нашите екипи покрај тргнувањето на лешевите на угинатиот добиток, значи ние влегуваме и во објекти каде што има жив добиток со цел да видиме состојбата со животните. Еве во таа штала кај што зборував дека вршиме дислокација на 11 леша од угинати крави и вршиме и дислокација на спасениот добиток кој што е останат жив со соодветно сместување и обезбедување на соодветна храна и вода. И нормално после повлекување и санација на чистењето на целиот терен, ние со нашите ветеринарни станици ќе влеземе во секоја штала со цел да видиме евентуално појава на заразни болести и такви работи и преземање на соодветни мерки со цел сузбивање или спречување на појава и ширење на заразни болести. Господине Ѓорчевски, кои се евентуалните ризици по поплавите во однос на храната и во однос на животните и како да се превенираат истите? Поради новонастанатата ситуација во Република Македонија, претежно во кризните региони на подрачјето на Скопје и Тетово, Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки во делот на храната, значи до населението, значи строго да користи вода за пиење која што е запакована и флаширана, да користат конзервирана храна, на готови јадења каде што нема дополнително припремање на самата храна. Апелираме до граѓаните храната која што е зафатена од водата од поплавите, значи да не се користи претежно од нивните разладни уреди, фрижидерите, значи целосно да се isfrли по повлекување на поплавите, значи на водата од домовите, значи да се пристапи кон механичко чистење на самите домови, темелно чистење, да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација.